Најбитното е само прифаќањето. Кога ќе се само прифатиш себе си, после другото е многу лесно. Едноставно двојниот живот го оттргнав и почнав да го живеам тоа што сум всушност јас. Аз тоа сум си го помислувала многу пати, као зашто, која е грешката што сум родена вака, а не сум родена како женско, али сепак внатрешноста полека ја вклопувам со мојата надворешност. Имам уствари, почетокот ме беше малку чуден, као што не е лаго, па некој. Кога почнав да размислувам во однос на хормонската терапија и на прилагодувањето на мојата внатрешност со мојата надворесност, почнав да се размислувам да сето тоа тие чекори ги направам во Белград. Но сватив дека ако не почне некој тука кај нас во државата да прави такво нешто, дека наредните генерации кои што ќе доаѓаат и ќе го имаат истиот проблем со кој што сум се соочувала јас. Навистина што би ме направило среќна, тоа е потврдувањето, тоа е завршетокот на последната операција и потврдувањето на мојата внатрешност со мојата надворешност. Како иницијатива сме, пошто ние имаме приоритетот Битно ми е поради стресовите, поради дискриминацијата и стигмата која што ти живувам секојдневно. Секојдневно ние треба да даваме, дали се тоа во институции, дали е тоа во банка, дали е тоа кога треба да изнајмеме живеалиште, дали е тоа кога треба да се вработиме, треба да дадеме личен документ. Колку и да сакам да живеам двоен живот, не можам да го живеам двојниот живот, бидејќи тоа што сум, моите документи се такви какви што се, едноставно решаваш дека треба да се бориш, не само со самата себе, туку треба да се бориш и со институциите, тоа со сите кои што се пред тебе дека треба да се бориш и треба да ги освоиш своите човекови права.